втор ден убиецот, односно терористот кој што влета со камион овде на Божикниот маркет, на Божикниот Панаѓур во Берлин е на слобода. Но според последните информации кои што ги јавуваат германските медиуми, има веќе нов осомничен, а тоа е 24 годишен тунижанец кој што според информациите од истрагата имал повеќе идентитети, но последниот идентитет по кој што објавуваат медиумите ставаат и негова слика, тоа е Анис А од Тунис. Се смета дека е поврзан со салафистичкото движење овде во Германија. Претходно ја познат на полицијата по неколку криминални поситни дела, но сега полицијата трага по него и се бараат други детали. Се претпоставува дека тој е оној кој што седел зад воланот на шлеперот камионот, кој што влета овде безмилосно, одзема 12 животи и 50 се веќе се повредени. Предлагам овде да го погледнеме и прилогот кој што го подготвивме на оваа тема. Во Берлин под зголемена безбедност продолжува потрагата по напаѓачот кој се втурна со камион во толпата на Божикен пазар и уби 12 луѓе. Полицијата вели дека е во бегство, веројатно вооружен и опасен. Во соопштение на исламистичката интернет агенција Амак, одговорност презеде Исламска држава, но не даде никакви докази и не го идентификуваше напаѓачот. Човекот што го изведе нападот со возило во Берлин, Германија, е војник на Исламска држава. Ја изведе операцијата како одговор на повиците да се напаѓаат жители на земјите од коалицијата. Според германското федерално обвинителство, нападот носи белези на исламски екстремизам, но министерот за внатрешни Томас де Мазиер изјави дека истражителите следат неколку траги. Една од нив води до Полска. Се сомневаат дека можеби камионот бил украден уште таму, а возачот Лукаш Урбан со полска националност бил убиен уште пред да влезе во Германија. Единствениот осомничен, пакистанец идентификуван како Навед Б, кој беше уапсен во близина на местото на нападот, беше ослободен откако не биле најдени никакви форензички докази што го поврзуваат со возилото. Според болнички извори, најмалку 10 од повредените се во критична состојба. Во Берлин, Бранденбуршката порта беше осветлена во боите на германското знаме, а во катедралата Кајзер Вилхелм се одржа помен за 12 загинати, на кој присуствуваше и канцеларката Меркел. Премногу често ја осветлувавме Бранденбуршката порта во боите на разни земји во знак на солидарност со градовите погодени од тероризам. Вечерва е осветлена во боите на нашиот град и повторно ќе станеме место на тага и солидарност, но и на силна волја да не дозволиме нашата демократска слобода и градот отворен кон светот да ни бидат одземени од страв, терор и ужас. Треба да гледаме околу себе почесто, но не треба да се криеме. Мора да живееме нормално и да не попуштиме пред теророт. Меркел, чија што политика на отворени врати за мигрантите беше жестоко критикувана од нејзините противници, призна дека стравуваот и напаѓачот може да биде еден од нив. Таа се закани дека одговорниот за нападот ќе биде казнет најстрого колку што налага законот. Нејзините ривали, меѓу кои и крајно десничарската алтернатива за Германија, ја обвинија дека ја компрометирала безбедноста на земјата, дозволувајќи да влезат мигранти без доволни проверки. Жителите на Берлин доаѓаат овде на местото на злосторството, местото каде што му беше забиен нож на Берлин и на Германија и оставаат на неколку места околу Божикниот маркет рози, бели рози, свеќи, пораки испишуваат и се молат ова никогаш повторно да не се повтори за душите на оние кои што веќе замина, односно беа убиени во овој терористички акт. Жителите на Берлин велат дека не сме да се да ги подели, да ги исплаши жителите и да живеат во страв, бидејќи всушност тоа е целта на терористите, да го сменат начинот на живење на луѓето, да ги исплашат, да ги замолчат, но велат дека и после се треба да продолжат да живеат онакви какви што се и да не станат ксенофобични кон странците, бидејќи тоа е една од можностите кои што се отвара, тоа е едно од прашањата кои што се поставува по неколкуте напади кои што се случија во Европа и во Берлин. Ово е еден од најголемиот напад терористички што се случил во Германија последниве 10 години. Инаку, како што слушнавме и во прилогот претходно,
вчера попладне на местото на злосторството дојде и канцеларката Ангела Меркел, а заедно со председателот Гаук и градоначалникот на Берлин Милер беа на служба овде во оваа меморијална црква позната како Кајсер Вилхелм, на која што присуствуваа многу други политичари и представници на градот. Исто така утринава председателот ги посети дел од повредените, од вкупно 50 на повредени, 24 се уште задржани на болничко лекување, а другите биле пуштени на домашно лекување. Атмосферата е овде на вистина тажна, со оглед на тоа што секоја година овој период е најраздвижен во многу европски метрополи, па така и овде во Берлин. Луѓето постепено изгубија она предновогодишна празнична еуфорија и атмосфера. Кади да се помине низ центарот има потсетници на она страшно нешто што се случи, на страшниот терористички напад кој што се случи во понеделникот вечер. И жителите од Берлин со кои што разговарав велат дека не сакаат да живеат во страв и сакаат да им се врати повторно нормалниот живот. Предлагам да ја слушнеме анкетата што ја направи овде во Берлин. I don't have any comments for this. This is not, I don't know, I don't have any words for this, what's happened. It's too sad. No, I am not afraid. No. What is your comment? My life is going on normally and can happen in the whole world. I think so. This is something that is very hard for the Germans as well as for all the Europeans, and I think this is a time to be calm, to be focused, not to be afraid of anything, and I think in 1 week people will start to think how safety can be improved, if that is even possible, because these kind of events are very hard to protect, I guess. But I think at this point, I think a lot of people talk at home about it, discuss it, but still try to be calm and to have grief for the people that suffered and to hope for the people that are right now at the hospitals. I don't think you can stop living your life. You have to continue. It's awful what happened, but I think we have to realize in the West that this might be a fact of life a little bit more often, unfortunately. We have to continue to welcome refugees and to do what we can. In the end, I think Berlin will keep on living one way or another. I just feel deep sorrow for all the people and for all the world. I mean, there's so much violence and death and hate in this world, and I'm very happy that people come and say, no, we want love, we want hope, we want light. За крај да кажем и тоа дека мерките на безбедност овде во Германија, особено во Берлин, се на високо ниво. Насекаде има полицајци, специјалци кои што ги обезбедуваат центарот, како што може да се види и зад мене. Токму на ова место, едно од местата каде што се ставаат цвеќиња и свеќи, има голем број на новинари од земјата, од странство, од секаде. Сите очи се сега вперени во Берлин, што ќе следува, што ќе биде превземено понатаму. Значи, освен мерките на безбедност, се подигнати на високо ниво, голем дел од божикните панаѓури, божикните пазари кои што ги има низ државата, дел беа привремено затворени според последните информации, дел повторно функционираат, се отворени во пресрет на Божик, католичкиот Божик, кој што ќе се случи за неколку денови. И исто така многу политички прашања, но и безбедносни се отвораат, што ќе превземе Германија сега, бидејќи дел од експертите велат дека секако дека нема мерки кои што целосно може да заштитат од тероризам, но има и такви критичари кои што велат дека сепак можело и поинаку да се действува изминатиот период. Мигрантската криза, мигрантите ќе бидат во центарот и на изборите кои што треба да се случат во 2017 и се смета дека тоа ќе биде клучното прашање околу на овие парламентарни избори кои што ќе се одржат следната година.